Во момент кога имаме историски најголем државен буџет од околу 6,8 милиарди евра, ние имаме најмалку издвоени пари за земјоделството или само околу 100 милиони евра. Ова е ставот на земјоделците од различни гранки, кои што од цела Македонија денеска се собраа во Прилеп и побараа начинот и висината на субвенционирање да остане ист како и минатата година, а додека пак за 2027 да се формираат специјални групи од страна на државата и земјоделците кои што ќе ги дефинираат идните вакви стимулации. Земјоделците се револтирани и на тоа како што велат дека од овие 100 милиони евра предвидени средства за земјоделието, скоро половината биле за задоцнети неисплатени субвенции од минатите години. Во ситуација сега кога ние како земјоделци се соочуваме со една, како да кажеме, нелојална конкуренција од надвор, каде ние имаме некој увоз над милиарда евра, значи и ни доаѓа роба со дампинг цени, која роба е и текако субвенционира од нивните држави, ние буквално значи сме неконкурентни и не можеме да се одржиме на пазарите. Сведоци сме дека и откупните цени, значи што се во државата се веќе движат некаде околу производната цена или под производната цена. Така да ние апсолутно сме некликуини. Сега сме значи исклучени и од државата помош, исклучени сме значи и од пазарите. Да речеме имаме пазарна конкуренција. И вака не може повеќе, ние едноставно мора да го кренеме гласот и да кажеме на надлежните институции дека повеќе овака не може. Прибедејќи по новава програма, сите ставки треба корекции да се прави. Значи да не се прави корекции по сите ставки, бараме оваа програма да се укини, да се субвенционираме за 2026 со програмата од 2025 старата. А после со теков на годинава ќе оформиме ние работни групи за секоја гранка и заедно со Министерството ќе го изработиме субвенциите за 2027. Значи предлог решение. Попаметно нема да има сигурно. И нема незадоволни да има. Земјоделците кои што се занимаваат со житни култури велат дека субвенциите со новата програма за 2026 биле намалени за сите житни култури. За новата програма, значи само ќе прочитам 4 ставки. Пченицата беше 19.000 денари, сега 18. Јачмено и пченката беа 19, сега се 13.000. Сончогледо, значи стварно катастрофално, беше 23.400, па 16.500 по хектар, сега е 10.500. Значи не се исплати. Не се исплати да произведуваш сончогледо. И башка на ова, намалени суми, значи имаме изострени критериуми. Значи тоа едно со друго не оди. Ако изостриш критериум, дај му подстрек, да го сработи, да го исполни критериумот, да земи пари. Ова парите се помали, а критериумите поостри. Значи, ставката за остварен принос од 6.000 денари сега е ставена во целокупната сума. Значи, ако не однесиш 3 тона по хектар во преработувачки капацитети, ги губиш сите субвенции и по површина, и по семенски материјал. Незадоволни се и сточарите, кои што велат дека субвенцијата по грло за добиток била намалена од 12 на 8.000 денари. Исто така, субвенции по литар млеко за 2025-та. Сточарите имале земено само за 2, а некои за максимум 3 месеци, додека другите 9 месеци од минатата година не им биле исплатени. Сега за 25-та година, никој не му смета. Се е нивно. Значи, влада, министер, се е нивно. Немаме авансна исплата, ниту имаме редовна исплата, а годината си помина. И то намалено од 12 на 8. Кажа тогаш дека 1 денар од 5 на 6 го зголеми млекото и тоа ќе било за нас бум. Од друга страна, уште првиот месец млекарниците, сите здружени како монопол, кажувам, значи здружени како монопол, како маркетите и никој не ги казнува, никој не му води евиденција, одма ни гурнаа млекото денар до 2, сега ни гурнаат уште денар до 2 и имаме најави уште до 3. Па кој ќе чува стока? Ќе јадите сите, се знае какви производи. Пола кооперанти имаат за 2 земено, пола за 3 имаат земено. Како да направам паралела? Месеци, да, јас имам земено до март, значи за 3 месеци. Кај за 25-та. Кај колегите има за 2 месеци. Кај некој па и воопшто нема, сваќаш. Ајде, за субвенции за млеко зборам. Значи, горе-долу тоа има некаде во годината, да, скоро цела година горе-долу, имаме и 2 нови што се вели. Тоа е срамно нешто со ние мизерно, затоа се увезва, му правиме услуга на некои големи држави, се носи тука некоја храна без што не е млеко.
Земјоделците сепак се согласуваат дека се потребни одредени промени во програмата за субвенции, затоа што во изминативе 10 години државата одделила 1,5 милијарди евра за субвенции, а резултатот од тоа е нула. Ниту имаме производство кое што е зголемено, ниту пак имаме напредок во земјоделството. Што е тоа, се слагаме со вас, да субвенции се ненamenски, значи наменуваат, односно се субвенционираат некои големи компании кои се, да речеме, комерцијално ориентирани, за разлика од посетите земјоделци, кои се пазарно ориентирани. И сега ние како држава субвенционираме некои бизниси кои нивните производи ги пласираат на некои странски пазари и како нација, да речеме, како народ, како потрошувачи, конзумenti, ние немаме никаков бенефит од тоа. Главен приоритет да се даде на малите земјоделски стопанства. Само за споредба ќе кажеме, тоа искуство го има и во Јапонија, каде максимално се дава, значи, Европска унија веќе генерално ја менува политиката, исто тие се увидува грешката дека големите фирми, значи, производни капацитети се комерцијално, значи, ориентирани и ги менуваат политиките во правец, значи, на малите индивидуални земјоделци. Земјоделците бараат итно усвојување на овие нивни барања и седнување на заедничка маса за договарање на следните чекори.